Почитувани приятели, любители на борењето на Балканец, сакам още една приказна да разкажам, още една случка. 2013 година до идея да оставам трага за Балканец и за мене и реши да направам една песна. Ама песната можеше да ја направя само да ја уреде се како што треба Мирче Кикиритко. Сретнуваме се у град, кажувам, викам Мирче, така и така работа, сакам една песна да ми направиш. Ама некам да ме величиш. Најмразам тоа, сакам да го кажеш тоа што сум бил у песна, така го спомнуваш. Не сакам уопште тоа што не сум бил. Тоа што сум бил, што имам заслуги, спомни го. Вика, нема проблем, ќе направим, ама тоа не е така како што мислиш ти одма да земам сега ја за еден ден или тоа се доваѓа ми инспирација, вика, ќе направам, ќе ставам, ќе те викнам, ќе слушаш и мине некој 2-3 месеца, може да минава, сретнуваме се у градот, вика, слушај, намирни кај мене да ти пуштам да ја слушаш песната, ако ти се свиѓа, ако не да правиме некоја друга комбинација. Одам ја кај него, пуштава песната еднашка, два пати гледам најшо сака, јас спомнува го Балканец и Санде Коцев у шампион стана, легенда остана. Што е една вистина, затоа што јас од тоа време, од моето време на спортување, едини сум борач што сум бил 6 пати првак на Југославија. Од сите 6 пати првак, значи шампион и легенда, нема тука фактите зборат. Сега, прифанаме, ја му реков, викам, ќе ја земам песната, ќе не го кажи се да направиме мабет кај него седеме. Викам, како ќе се договориме за плаќање, ќе ми ја даеш на рад ти, како. Вика, слушай, Санде, ово што го правиш ти е голема работа, за Штип, за Балканец. Ќе одиш, ќе траеш пари, ти ги собереш у еден ден тие пари. Не са тоа кој знае колку пари. Викам, кој би ги ми даде пари на мене? Ја не сум градско дете, јас сум селско дете, дојдено тука, наметнато, спортиста сум станал и сум постигнал тоа што сум можел. Пари кој ќе ми даде на мене, тоа само штипско дете да се, нечие дете. Не, вика, ќе одеш, дека ќе одам, ќе одеш прво, вика, ќе одеш кај Китго. Јавувам се еднашка на Китго, не сум у канцеларијата, втор пат се јавувам, не сум трет пат му звонам, абе што направиме да се видиме, за тоа што правиме, мабет, вика, ќе идеш у канцеларијата на финансовиот работник и му кажеш, Крумче ми испрати, ако нешто не му е јасно, ја му кажа на него, вика, ама нека ми се јаве па. И јас од тука одам у канцеларијата, викам така и така, Крумче ми испрати, ваде 300 динара ми дава, подпишувам се, од тамо излевам, гледам надвор во раката и не ми се верува, викам, вај, јак бизнисмен, цела Македонија држа за 300 динара. Тоа е едноставно понижување. Понижување е тоа не е спонзор да ми дава, него он сака да ме омаловаже со тоа. Од тука преку Ридо јас ојдов кај Кнауф, кај Панчи, и он беше борач, викам, Панка, така и така една песна направи, викам, за Балканец и ти си бил борач, сакам да им помогнеш да ја платам, нема проблем, вика, бат Санде, извади од касата 500 динара, он не ме тера да се подпишам. 500 динара даде ми, излезе надвор, гледам ги 800 динара спонзорство од најјаките бизнисмени у Штип. Со тие 800 динара одам у Ново село кај Мирче, викам, еве го нашто спонзорство, што ти кажа ја на тебе, никој нема да ми даде пари. Тоа не бива, ти треба да знаеш, јас знам какво е ситуацијата, какво е стањето у Штип, у градот Штип. И беше ми цел да ја платам книгата и што ќе правам, ова е не книгата, се книгата ја спомнувам, а за песната зборам. Како ќе ја платам песната, ојдо кај Устел Импекс, кај заводо Руди. На вратата ме виде, сега и ти идеш, и пали ти, и ти ли ќе траеш него, сега беше екипа на цигански, не знам, на боксери, на фудбал, денеска цел ден пари давам и на тебе, викам, дај бе, Руди, оди седне да се прво видиме, да си направиме мабет, да ти кажам неколку работи, па не мора да ми даеш. Седнам и кажам една случка, у која случка, ако јас презбореја неколку работи, викам, ти немаше да бидеш тоа што си сега, бизнисмен јак, а може и у затвор ке беше. И објасни му што е работа, стана без збор, отвори касата, даде ми пари, ојдо на Мирче, даде му пари, плати му книгата
песната и со тоа заврши плаќањето на песната за Санде Коцев. Сега тука што сакам да кажам, требаше да се изврши промоција. Кај ќе извршиме у Ирис телевизија, кај Драги Пушката, он водеше спортски емисии и имаше една контактна емисија со гледачите за кладби, за фудбал, за вамо тамо, вика ќе доеш, ќе донесеш 5 песни, цедиња, 5 книги, ќе се јавуваат гледачи, ќе даваме книги, ќе направиме 2 сата прекрасна емисија. Одеме, почиња емисијата, нема никој да се јаве, 10 минути минаа, никој нема да се јаве од контактната емисија. Доаѓа тај Кичо, мислам се викаше, у техниката таму, отвараа вратата, вика, Драги, еден се јави, вика, само тешко дише, длабоко дише, држа го телефонот отворен, ништо не зборе. Вика, што да правам, Драги му, вика, затвори емисијата, со гледачите да немаме контакт и ние ќе си ја правиме со Санде тука, ќе гледа телевизијата, ќе ја гледат, песната ќе ја слушат и направиме ја емисијата. И сега да кажам уште една случка која остави впечаток. Тие се што ми оставиле длабоки впечатоци од луѓе што не сум очекувал дека ќе го направат тоа. Еден ден ми се јавуват да идеме кај еден наш борач од старите, тамо собрани Добре Маринков, и тие двојцата не ги спомнувам, бидејќи се покојни двојцата, и софра направена со скари, со јадење, со пиење, и у една прилика, прва, втора, трета рекија, Маринката ми вика, слушај, ти со твојата песна си срам за градо. Викам, зашо бе, бате, добре, па вие те сега ќе испиете половин песна, јас од 50 години, сега сум 75, не сум се напил ни рекичка, ни вино, ни пиво, сопче си пием и деца, жени и внуци има, уопште не пием, вие те сега ќе ги испиете половин пари. Ама не за тоа, песната е супер, супер е песната, и текстот е убав, и музиката е убава се, него сите што ме сретнаа у градот, сите викат, сраме, засрами се бе, добре бе, Санде направи и песна, и книга издаде, ти ништо немаш, Па викам, направи, еве, не пи, не правите вие софри, одреди се на тоа, направи, тоа е лесна, сега барем има техника, такви, исто така сакам да спомнам още една случка, што ми остави впечаток, еден штипски голем новинар, у една јавно, у неговиот вестник што го уредува, беше напишал Санде Коцев, никаков борач, прави се, никаков борач, не знам, навреди големи, со едно 5-то место у Европа, со 4-то место у Европа, не знам со шо какви се не навреди, усуди се да си напише книга и да издаде химна песната, он не ја вика песна, вика да си издаде химна, со тоа Балканец ги има 100 души како него, он се прави дека е голем борач, ама сега кога беше исто овоа доделата на 8 септемвриска награда, он се беше јавил по 5-6 пат, јас прв пат ја доби, него го исфрлија по 5-6 пат. Значи, се видиме кои сме, кај сме и како сме. Со тоа сакам да завршам, бидејќи 10 минути ми има, YouTube каналот ми дозволува да објавувам. Има многу работи да раскажувам тука, многу работи, што поемотивните луѓе ќе плакат, ама неќам сега да ги растажувам. Сакам и убав ден, пред празнично расположение и се најубаво. Поздрав!